Дали се слушаме со следниот гледач? Ало, добро утро. Добро утро, повторна гледачка. Да, се јавам од Неготино. Повелете, Во госпоѓо. врска со првата тема. Може би се отвараат 500 до 600 работни места, но не знам јас како, од каде ги наоѓаат луѓето, затоа што многу, еве сите како што кажуваат гледачи, се иселуваат. Меѓутоа јас лично да ви кажам, еве сум казната поради тоа што сум се јавила во вашата емисија. Зошто? Затоа што кога се распределуваат часовите за едно работно место се вработуваат по двајца, тројца наставници. Добра. И сето тоа го работи градоначалникот. Еве сега, поради тоа што сум се јавила, се јавам по втор пат да ви кажам дека наместо да добијам целосно работно време, после 16-17 години, јас сум казната и имам само 8 наставни часови. Само со 8 наставни часови јас не можам на друго место да барам работа. Ниту во образование, ниту некаде на приватно. Каде да одам? Така. Јас мислам дека треба малку властите и од Министерството да се позагрижат, да пратат инспекции, да се види што се работи. Затоа што не може градоначалникот да одлучува кој ќе биде наставник и каде, како ќе држи часови. Не ми текнува на вас, госпоѓо, не знам дали сте се јавили и кај мене и не знам што воопшто Да, сте точно зборувале. со вас. Да, точно со вас ја разговарав во септември месец некаде. Затоа што минатата година јас веќе 16 години и работам, не работам. Сега веќе после 10 години повторно втора година ми е како работам во нашето средно училиште. Цел град знае во Неготино. Еве сега градоначалникот веднаш ќе биде информиран. И да ви кажам искрено, многу сум разочарана. Не знам што точно сте зборувале, зашто толку се револтирал па да ве казни. Затоа што сум се јавила во Канал 5. И сум го образложила мојот проблем. Колку луѓе секојдневно се јавуваат во Канал 5? Да, значи ние не смееме да си ги кажеме нашите проблеми, нашите маки. Значи, ние треба само да молчиме. Молам, не ве слушам добро? Ви го кажа тој тоа? Ви кажа не идете на работа зашто сте се јавиле во Здрава Македонија? Да, точно. Лично ми кажа зошто сум се јавувала, зошто сум го разложила мојот проблем и зошто сум била против тоа да... Мислам, не смеам да си го кажа мојот проблем. 16-17 години наставник да те малтретира цело време, оваа влада, онаа влада, и сега само маркетинг. Нема работни места. Нема за 8600 денари. Со дете студент, сопруг во приватна фирма, 30-40 денари на саат. Не знам. Нека се поразмисли малце. Не само да се вработуваат. Така. Да имаме целосно работно време. Јас сум веќе 42 година, јас немам 6-7 години стаж. Затоа што сега млади биле активисти им даваат часови. Да. Не може тоа така. Тоа е само маркетинг. И ево уште еднаш апелирам владата, нека си превземе, нека дојде овдека во Неготино и нека разговара овој градоначалник веќе, нека го сменат. Не може он се е во него. Како кмет во градот е. Ни пиле не смее да прелете ако тој не знае. Не смее така тоа. Господје, на вистина не знам што да ви кажам, никогаш нема слушнато до сега такво нешто. Никаде не смееме ние да се пожалиме. И до влада сум пишувала, и од влада се јавувале. Рекоа дека после нова година ќе се среди. Не е точно, јас сум казнета. Јас сум казнета. Поради тоа што сум се јавила кај вас да го образложам мојот проблем. Да ве прашам, извинете, ве казнија како парично или ве тргнаа од работа? Не ми бркаат од работа, меѓутоа сега имам само 8 часа. Требаше да добијам целосно работно време. А со тоа дека ако тој остани, во август месец, веќе од 1 септември ја може и без работа да останам. Немам ни решение. 16 години работам во образование, каде што има и паузи некои. Значи, јас со бебе мало бев испуштена 2004 година од средното училиште кај нас. Се вратив од породилна, ми испушти од работа. Уште 2 години работив по други основни училишта, останав скроз без работа. Повторно ме повика, после 10 години пак повикана во средното училиште да работам. Срамота ова што се работи, кај нас во Неготино.
Молам институциите да си превземат нешто и да дојдат со градоначалникот, мора нешто да се превземе. Не може тој да биде овдека тој да ги распределува работните места. А друго, да дојдете да видите улиците какви се во Неготино. Секоја улица е раскопана, која не можеме да извадиме од двор. Болни луѓе имаме, стари имаме дома до болница, не можеме да ги однесеме. Неподвижни се, со количка ги носиме. Стварно сум многу револтирана. Нема врска ова, мислам, што е 500-600 работни места. Јас се извинувам. Нема Ви нешто. благодарам што ми слушавте. Еле, нека слушне градоначалникот, дека повторно се јавувам, јас не се плашам. Да. Јас сум преживеала и пак ќе преживеам. И тоа не е во ред това што го работи. Така, бидете Не е храбри, поред. господјо. Бидете храбри, ете, навистина не знам што да ви кажам, вакво нешто до сега нема вслушнат. Дека никој бил казнет на работа затоа што се јавил во Здрава Македонија и си го кажал своето мислење. Мислам, овде се појдем се ова толку многу луѓе, вакво нешто навистина прв пат слушам. Навистина ми е многу жал, се надевам дека ќе се подобри вашата ситуација и дека нареден пат кога ќе се јавите ќе кажете дека не сте само на 8 часа. Ви благодарам, поздрав до вас.